Поздрав од студиото на МТМ. Почнуваме со урбаните вести, останете со нас. Во Скопје владее сообраќаен хаос. Граѓаните бараат изградба на нови кружни текови. Град Скопје распиша јавен повик за субвенции за набавка на велосипеди. Паркирањето на Пластичарска и Кајчаирчанка ќе се решава со катни гаражи. Мнозинство од граѓаните сметаат дека водата во земјава е чиста и безбедна за пиење. Нов предизвик: најди депонија, изчисти ја и објави фотографии пред и потоа. Метажот во сообраќајот е секојдневна слика од скопските улици. Решавање на проблемот, граѓаните гледаат во изградба на кружни текови. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов најавува изградба на нов кружен тек во Бутел. Колони возила кои се простираат до недоглед, свирење на автомобилски сирени, нервозни возачи и патници. Ова е сликата на голем дел од сообраќајниците во Скопје. Возачите бараат решавање на овој голем секојдневен проблем, а спас од сообраќајниот хаос гледаат во кружните текови. Кружните текови се практика во сите држави, а и кај нас се покажаа како доста ефикасни. Тие се добро решение за поголем проток на возила од класичните крстосници, што го потврдува и досегашната практика. Во град Скопје немаат направено анализи од кои ќе може да се види дали е зголемен или намален сообраќајот на овие места, но според секојдневните реакции на граѓаните и стручната јавност може да се констатира дека основните цели се постигнати и дека важно е дека е зголемена безбедноста и проодноста на сообраќајот, а истото тоа може да се констатира и за намалувањето на штетните емисии на гасови поради намалувањето на метажот на крстосниците, објаснуваат од градот. Од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата вела дека предноста кај кружните текови е во тоа што не го задржуваат сообраќајот. Тој е во постојано движење, па за еден час може да поминат многу повеќе возила отколку на крстосниците со семафори. Покрај тоа, предноста на кружните текови е што возачите ја намалуваат брзината и даваат предност, што ја намалува веројатноста за сообраќајни незгоди, велат од Републичкиот совет. Граѓаните исто така се задоволни од кружните текови. Тие набројуваат повеќе предности како поголема безбедност, зголемен капацитет, намалување на времето на чекање, заштита на околината, естетика и заштеда на енергија, бидејќи нема семафори што трошат струја. Одличен пример за тоа се големиот број кружни текови, кои изминатиот период се изградија во Скопје. Како најпроблематични граѓаните ги посочуваат булеварот Александар Македонски со улицата 808, односно кај Шумарскиот факултет во Скопје, каде што се создава голем метеж, а бараат изградба на кружни текови и кај Мавровка и Саем. Дали градот има во план да започне со изградба на кружни текови, го прашавме градоначалникот Петре Шилегов, кој најави градежни активности кои ќе се одвиваат во Бутел, во близина на Средното економско училиште Арсени Јовков. Во зависност од тоа каде се наоѓаат, бидејќи постојат и определени стандарди, во Чаир кај поликлиниката и Средното економско Арсени Јовков во текот на оваа сезона очекувам дека ќе започнеме со една изvedба на кружен тек, а за неколку од поневралгичните точки во нашиот град предвидуваме поинакви сообраќајни решенија и зависно и од финансиските средства кои што ги имаме ќе влеземе во нивна имплементација. Неодамна беше најавен и нов монтажен кружен тек на раскрсницата помеѓу улиците Орце Николов и улицата Аминте III, поранешна Ленинова, со што се очекува да се реши сообраќајниот хаос во Дебармало, а во очекување сме и на конечно финиширање на градежните работи на кружниот тек на последната автобуска постојка на број 24 во Киселавода. Сепак, кружните крстосници не се целосно решение, туку привремено. За целосно решение мора да се растерети сообраќајот со изградба на нови булевари, бидејќи возилата се концентрираат на одреден булевар и настанува хаос. Доколку би имало повеќе булевари, масата од возила ќе се распредели и ќе се растерети и сообраќајот, сметаат дел од граѓаните. Град Скопје распиша јавен повик за субвенции за набавка на велосипеди. Барателот треба да е жител на град Скопје, да нема добиено финансиски средства предходно за набавка на велосипед од град Скопје и велосипедот да го купи од денот на објавување до денот на завршување на јавниот повик.
Со цел да го стимулира користењето велосипеди, град Скопје распиша јавен повик за надоместување на дел од трошоците на граѓаните за купување велосипед. Со јавниот повик град Скопје на граѓаните кои ќе купат велосипед од 11 март, денот кога е објавен повикот, заклучно со 30 март годинава, ќе им надомести дел од трошоците направени при купување велосипед. Средствата што градот Скопје ќе ги субвенционира се во износ од 50% од вредноста на велосипедот, но не повеќе од 3000 денари по лице, со вклучен персонален данок на доход. Едно лице може да поднесе само едно барање за добивање на субвенција за купување на еден велосипед, соопштуваат од град Скопје. Барателот до град Скопје треба да достави барање за субвенција за купување на еден велосипед, доказ за жителство во град Скопје, со доставување копија на важечка лична карта на барателот, фотокопија од трансакциска сметка на барателот, изјава дека барателот досега нема искористено субвенција за купување на велосипед од град Скопје и доказ дека е извршено купување на велосипед, и тоа оригинална фискална сметка или фактура со извод од деловна банка, со датум од денот на објавување до денот на завршување на јавниот повик. Барањето за надоместок на дел од трошоците за купување велосипед заедно со потребната документација, граѓаните во затворен блик ги доставуваат до соодветната комисија преку архивата на град Скопје секој работен ден од 9 до 15 часот. Хаосот во паркирањето на Пластичарска улица и кај трговскиот центар Чаирчанка. Општина Чаир планира да го реши со изградба на катни гаражи со јавно-приватно партнерство. За таа цел ќе изработи 3 физибилити студии за да определи дали би била исплатлива инвестицијата со јавно-приватно партнерство. Општина Чаир ќе изработи 3 физибилити студии за да ја определи оправданоста од воспоставување јавно-приватно партнерство за изградба на 2 катни гаражи на нејзина територија, но и задавање на паркинзите што се под општински ингеренции. Советодавните документи треба да покажат дали би била исплатлива инвестицијата на идната приватна компанија доколку се градат нови објекти за паркирање на Пластичарската улица и на паркингот кај трговскиот центар Чаирчанка. Општината нема можност да инвестира во паркинг и затоа е планирано да се најде приватен партнер со кого би се склучил договор. Се нагласува во огласот објавен на електронскиот систем за јавни набавки. На 2 фреквентни локации во Чаир би инвестирал приватен партнер во изградба на катна гаража, додека приходите од овој бизнис би ги делал со општината. Сепак, пред да се распише договорот, од општина Чаир најпрво ќе истражат дали овој потек е исплатлив преку изготвување на 3 физибилити студии. За консултантските услуги е предвидено да се издвојат околу 1 милион денари. До 18 март трае повикот за доставување понуди за изработка на физибилити студија, пошто ќе се избере најповолен понудувач. Водата во Македонија, особено во Скопје, е со многу висок квалитет и се вбројува меѓу првите 3 земји во Европа по квалитет на вода за пиење. Скопје во наредните 30 до 50 години ќе има на располагање чиста вода за пиење, но тоа не значи дека не треба да се грижиме за неа. Дека водата за пиење во земјава е чиста и безбедна, сметаат мнозинство граѓани според истражувањето на јавното мислење на тема загадување на водите. Мнозинството граѓани, односно 55,3%, сметаат дека водата за пиење во земјава е чиста и безбедна, како и дека нејзиниот квалитет е идентичен како и минатата година, покажува истражувањето на јавното мислење на тема загадување на водите спроведено за детектор. 97% од граѓаните во земјава имаат пристап до безбедна вода за пиење, а само 3% го немаат тоа право, бидејќи нивните села немаат селски водоводи и пијат вода од јавни чешми или индивидуални бунари. Во однос на граѓаните на Скопје, директорот на јавното претпријатие Водовод и канализација Душко Висковски посочува дека тие пијат чиста и здрава вода благодарение на природниот извор на вода Рашче, објаснувајќи дека ова го потврдуваат и секојдневните испитувања на квалитетот на водата за пиење на 36 локации во градот, како и испитувањата со 50 мерни станици кои повремено го контролираат квалитетот на водата и во други подрачја во градот. Од друга страна, истражувањето на јавното мислење на тема загадување
загадување на водите, покажува дека перцепцијата кај повеќе од половина од граѓаните е дека државата нема соодветен пристап за справување со загадувањето на водите, како и дека најголемиот причинител за загадување на водите е фрлањето отпад, пошто следуваат земјоделството и употребата на пестициди и индустријата и градежништвото. Македонија може да се пофали дека има вода со многу висок квалитет, особено природната вода од чешма, бидејќи Македонија со Скопје се вбројува во земји кои имаат вода со многу висок квалитет. Со изворот Рашче ние се наоѓаме во првите 3 земји во Европа по квалитетот на вода за пиење, затоа што станува збор за природна питка вода со многу добар и избалансиран состав. Професорот Кирил Лисичков, минатата година на одбележување на Светскиот ден на водите, рече дека досегашните истражувања покажуваат дека во наредните 30 до 50 години ние ќе имаме чиста вода за пиење, затоа што имаме на располагање добри извори, но тоа не значи дека не треба да се грижиме. Изворот Рашче има 3 каптажи со заштитни зони. Најчесто работи Рашче 1 и Рашче 2, а во летниот период дополнително се вклучува и изворот Кондово. Имаме вода со многу висок квалитет. Ако се носиме рамо до рамо со Австрија и некои други земји, се бројуваме посебно изворот Рашче во првите 3 во Европа по квалитетот на водата која што ја пиеме. Од кои причини? Затоа што се работи за питка вода, која што е така наречена природна или сурова вода со техничкиот израз, со многу добар и избалансиран состав во однос на присуството на јоните и катјони ањони во нејзиниот состав. И она што е најважно, се работи за вода која што има pH вредност некаде 7,35, што е многу блиско до pH вредноста на телесните течности во нашиот организам. Така да нашиот организам ја препознава и може да ја прими онака како што му треба. Во моментот тече изработка на една докторска дисертација на која што сум ја ментор околу состојбата со изворот Рашче и како се прихранува изворот Рашче со посебни изотопски техники, тоа се мери, неагресивни, и ја следиме практично состојбата што се случува, така да тоа е во координација со Атомската агенција и со УНО-СИТИ што е во Виена, и гледаме дека практично изворот Рашче има доволни количини, но тоа не значи дека ние не треба да се грижиме за водата, затоа што од една питка вода ние добиваме после тоа отпадна вода. Податоците покажуваат дека во урбаните средини потрошувачката на вода, ако порано изнесувала по 200 литри дневно по еквивалент жител, сега таа изнесува по 250 литри дневно по еквивалент жител. Затоа се работи на менаџирање на алтернативни извори, а еден од потенцијалните е изворот Врело, кој што има квалитетна вода за во иднина да се користи, затоа што според Светската здравствена организација 21 век е век на белото злато, односно здрава и чиста природна вода. Низ социјалните мрежи се шири нов предизвик трештаг, каде корисниците споделуваат фотографии од улици и паркови пред да се исчисти почистењето на сметот. Во Македонија пак десетина волонтери од иницијативата Не биди ѓубре скоро секој ден се на волонтерска акција за чистење на сметот низ градот. Предизвиците на социјалните мрежи понекогаш можат да бидат многу забавни и корисни, како познатиот предизвик од 2014 година со кофата студена вода, што го освои интернетот и успеа да ја подигне свеста за амиотрофичната латерална склероза и да се соберат пари за клинички истражувања што би им помогнале на заболените. Сега повторно имаме предизвик во кој би требало сите да учествуваме. Последните неколку денови преку социјалните мрежи се шири хаштагот трештаг. Тој стана вирален, па луѓе низ светот го прифаќаат овој предизвик. Наместо само да сликаат ѓубре и да се жалат на виртуелните пријатели, луѓето всушност собираат отпадоци на различни локации, па потоа се фотографираат со вреките ѓубре. Имено неодамна на интернет едно младо момче постави фотографии пред и потоа од депонијата што ја исчистил. По фотографиите луѓето се сетиле од ова да направат предизвик и да повикаат што повеќе млади луѓе да го направат истото. Предизвикот го смислил Бајрон Роман од Аризона, иако тој не го започнал. Идејата толку им се допаднала на луѓето што предизвикот за 5 дана не само што го споделиле на сите можни мрежи, туку и е преведен на различни јазици.
Нов предизвик, најди депонија, исчисти ја и објави фотографии пред и потоа. Ако сакаш нешто да промениш, почни од твојот крај. Трештак, гласи предизвикот кој стана мега популарен низ интернет светот и корисници на социјалните мрежи со задоволство прифаќаат да исчистат купишта ѓубре во околината. Во Македонија пак, уште предходната година иницијативата Не биде ѓубре почна да чисти различни локации и да ја крева јавната свест за ѓубрето во нас и околу нас. А десетина волонтери од движењето Не биде ѓубре скоро секој ден се на волонтерска акција за чистење на сметот низ градот. Идејата за трештак кружи веќе неколку години, а една компанија во 2015 година ја промовираше за да се заштити загрозената зона. Граѓаните имаат уште 3 дена за увид во избирачкиот список. Не стивнува епидемијата од морбили, а оваа сезона и над 15.000 заболени од грип. Објавени конечните резултати од годишните конкурси за поддршка на проекти од културата за 2019. Утре без струја, делови од општините Киселавода, Газибаба, Центар, Студеничани и Аеродром. Граѓаните имаат уште 3 дена рок за увид во избирачкиот список кој е отворен заклучно со 14 март до полноќ, кога завршува поднесувањето на барања на граѓаните за запишување, дополнување или бришење на податоците во избирачкиот список. На 14 март истекува рокот за увид во избирачкиот список и пријавувањето за гласање за диаспората. На овој датум завршува и поднесувањето на барањата на граѓаните за запишување, дополнување или барање податоци во избирачкиот список. Јавниот увид во избирачкиот список се спроведува во подрачните оделенија и канцеларии на Државната изборна комисија во време од 8 часот и 30 минути до 19 часот, вклучувајќи ги и денови од викенд и празници. На 14 март јавниот увид ќе трае до 24 часот. Избирачкиот список се става на јавен увид со состојба на податоци на граѓани со наполнети 18 години живот, со важечка лична карта или пасош на денот на изборите 21 април 2019 година. Умрени лица 30 дена пред денот на распишувањето на изборите 8 јануари 2019 година и други податоци од избирачкиот список на денот на распишувањето на изборите. Од Државната изборна комисија ги повикуваат сите заинтересирани граѓани кои сакаат да извршат увид во своите податоци во избирачкиот список, тоа да го направат на официјалната веб страна на Државната изборна комисија и во подрачните оделенија и канцеларии на ДИК. Списокот на адреси на подрачните оделенија и канцеларии на Државната изборна комисија и други подетални информации граѓаните може да најдат на официјалната веб страна на Државната изборна комисија. Барањата за запишување, дополнување или бришење на податоците во избирачкиот список, граѓаните можат да ги поднесат само во подрачните оделенија и канцеларии на Државната изборна комисија. Првиот изборен круг за 6-тите председателски избори е закажан за 21 април, а вториот ќе се одржи на 5 март. Во председателската трка ќе учествуваат Гордана Силјановска-Давкова, Стево Пендаровски и Блерим Река. Расте бројот на заболени од морбили, покажуваат податоците од Институтот за јавно здравје. Во првата недела од месецов биле евидентирани нови 83 сомнителни случаи за мали сипаници, со што вкупниот број заболени од почетокот на епидемијата во Скопје изнесува 493 регистрирани случаи на мали сипаници. Според информациите на инфективната клиника, хоспитализирани се 19 возрастни и 18 деца со морбили, а вкупниот број заболени од грип оваа сезона изнесува вкупно 15.201 лице. Според податоците од Универзитетската клиника за инфективни болести, во текот на вчерашниот ден биле прегледани тројца пациенти со симптоми на морбили, од кои двајца возрастни пациенти се амбулантски прегледани и пуштени на домашно лекување, а една пациентка е хоспитализирана на клиниката. Станува збор за 29 годишна пациентка од Скопје без податок на вакцинален статус. На инфективната клиника во моментот се хоспитализирани 19 возрастни и 18 деца
деца со морбили, односно вкупно 37 пациенти со морбили. Еден пациент се наоѓа во потешка состојба на одделот за интензивно лекување. Согласно податоци од Институтот за јавно здравје, во период од 2 март до 8 март годинава се пријавени вкупно 83 сомнителни случаи на мали сипаници, додека од почетокот на епидемијата во Скопје вкупно се регистрирани 493 случаи на мали сипаници. Од почетокот на епидемијата вкупниот број вакцинирани лица во Скопје е речиси 10.000 лица, додека вкупен број вакцинирани лица на возраст до 14 години со МРП вакцина од почетокот на епидемијата во државата изнесува 15.151 лице. Високиот одзив на вакцинацијата ќе придонесе за кривање на колективниот имунитет. Инаку во текот на минатата недела на Институтот за јавно здравје се пријавени 2678 случаи со симптоми на грип, што е за 16,5% намалување во споредба со една недела пред тоа. Вкупниот број заболени од грип оваа сезона изнесува вкупно 15.201 лице. Некои организации на фестивали и други настани чии апликации за финансирање проекти беа првично одбиени во годишната програма на Министерството за култура. По жестоките реакции преку медиумите и социјалните мрежи добија одобрени средства по ревидирањето од страна на комисиите. Па така, Скопскиот джез фестивал сега доби 3 милиони денари од побарани 7,775 милиони. Офест 1 милион од побарани 6 милиони, а МКЦ за здраво млади ќе добија 150.000 денари од побарани 480.000 денари. Министерството за култура соопшти дека на својата веб страница ги објави финалните резултати од годишните конкурси за поддршка на проекти од национален интерес во културата за 2019 година, по спроведеното повторно разгледување на пријавите. По првично објавените резултати, откако беа увидени формални недостатоци во документацијата на дел од пријавите и во согласност со Законот за општа управна постапка на апликантите им се даде можност во соодветен рок да достават дополнителни појаснувања и документација за нив. Исто така беше извршен и детален преглед на бодовите за секоја ставка од конкурсите, а беа одржани и средби со дел од културните оператори, стои во соопштението. Според Министерството за култура, повторното разгледување на пријавите беше извршено согласно принципите на професионалност, разновидност и креативност, следејќи го гласот на културните работници и професионалци. Скопскиот джез фестивал доби 3 милиони денари од Министерството за култура, од побарани 7.775.000 денари, откако беа поништени првичните резултати од објавениот конкурс за годишната програма за национален интерес во културата. Откако исто така беше првично одбиен, сега е поддржан и Оффест со 1 милион денари од побарани 6 милиони денари. Младинскиот културен центар ќе добие 150.000 денари од побарани 480.000 денари за фестивалот Здраво млади. Радиото 103 доби 60.000 денари од побарани 977.850 денари за фестивалот 103 генерации, додека Пасворд продукција за Д фестивалот доби 1 милион денари, а побарале 6 милиони денари. Културниот центар Интерарт доби 1 милион и 500.000 денари од побараните 6 милиони за организирање на 15-тото јубилејно издание на Танцфест Скопје, а Интерфест од Битола доби 1 милион и 300.000 денари од побарани 3 милиони и 100.000 денари. Министерството за култура ќе склучи договор за финансирање проект од национален интерес во културата со субјектите кои се носители на прифатените проекти. Утре во одредени периоди од денот без напојување со електрична енергија ќе бидат делови од општините Киселавода, Газибаба, Центар, Студеничани и Аеродром. Без снабдување со електрична енергија во текот на утрешниот ден ќе бидат делови од општините Киселавода, Газибаба, Центар, Студеничани и Аеродром. Во периодот од 9 до 13 часот без струја ќе бидат корисниците од дел од улица Марко Орешковиќ, улица 4 и дел од улица Маријовска, 1, 3 и 5 во општина Киселавода, а од 9 до 15 часот и 30 минути дел од корисниците од главната улица што води према
према Дојрана, семафори на раскрстницата на булевар Александар Македонски и дел од улица 808 во општина Газибаба. Во периодот пак од 8 часот и 30 минути до 13 часот и 30 минути прекин во снабдувањето со струја ќе имаат корисниците од дел од улица Елисије Поповски во општина Центар. Во периодот од 13:30 до 14 часот и 15 минути корисниците од дел од улица Јани Лукровски, зграда број 2, општина Газибаба. Без струја во периодот од 14 часот и 15 минути до 15 часот ќе бидат корисниците од дел од улица Лазар Поп Трајков, зградите 25, 27, 29, 31 и 33 во општина Газибаба. Во периодот од 9 до 15 часот корисниците од дел од село Батинци во општина Студеничани, а во периодот од 9 до 11 часот и 30 минути корисниците од дел од улица 1 во село Долно Лисиче во општина Аеродром. Од утре ќе има преодна стабилизација на времето, а нови врнежи се очекуваат в четврток. Температурата во Скопје утре ќе достигне 11 степени. В четврток ќе се движи од 2 до 10, петок од 0 до 12 степени и сабота од 2 до 19 степени. Тука е крајот на ова издание на Урбаните вести. Повеќе информации има на нашата веб страна mtm.mk и следете на социјалните мрежи Facebook, Twitter и на YouTube. Пријатно!